Благодарам, председателе. Колега Велковски, почнавте со тоа дека сме излегувале надвор од темава. Вашиот одговор беше еклатантен пример на тоа како се излегува од темата. Извинете вака, но во македонскиот урбан сленг или меос има едно нешто што се вика ластик систем. Тоа е кога ќе повлечете ластикот секогаш се враќа кон вас, така да вие го повлековте, време е некој сега да ви каже каде сте сгрешили или директно да ви кажем излажавте одговорница. Има една интерпарламентарна група која што ја мотивираше и ја состави О2 иницијативата за почиста животна средина, каде што членуваме во една Вибер група над 40 пратеници внатре. Сега провери, вие не сте таму и не ме зачудува тоа што излеговте тука и излажавте, ме зачудува тоа што сте заменик координатор на пратеничката група на СДСМ, не сте известени, не ви кажале пратениците каква комуникација имаше таму, па еве, нека ви покаже некој од тука што е член на групата, видете го однесувањето на една ваша пратеничка, па потоа ќе разговараме дали некој ги навредил луѓето или не ги навредил. Од тој момент натака имаше една комуникација помеѓу пратениците и луѓето од О2 иницијативата, прочитајте ја, па потоа ќе разговараме. Именно за тоа што не е направено ништо за воздухот, еве јас стојам на тоа и до утре може да разговараме и ќе ви укажам дека ништо не е направено. Ама еве ајде да се согласам, да кажам дека сте во право, направени се неколку работи. Првата работа што е направена е укинат денот на дрвото. Па тука не навредувавте дека не е возможно толку дрва да се посадат, ние тоа го направивме како посебен ден. Порано беше 21 март, денот на пролетта, не се учеше во школото, ја по тоа го паметам. Потоа истиот ден остана, но се со нов предзнак денот на дрвото, каде што и учениците и администрацијата имаше можност да пошумуваат цели едни предели и можете да видите, вие сте работеле со тоа колку проектот бил успешен или не. Понатаму направивте уште една работа, тоа е ливада на сред плоштад. Ливада која што сега ви е исушена, па така да имаше тука прозивки, ајде да отидеме ваму или таму, ајде сите заедно да отидеме на ливадата на Шилегов на плоштад, кој што патем кога бил пратеник заедно со вас мандатот велел само да се смени ВМРО од власт и воздухот одма ќе стане почист. Понатаму има уште една символика во вашето постоење. Вие се од општината Аеродром, каде што почитуваниот председател на вашата партија пред луѓето велеше аеродром, па можевме да видиме дека од кога се промени локалната власт, не само што не се престана тој нели урбан тероризам, туку и се засили. Па јас можам тука да кажам и која направи зградата кај Мајчин дом или кај Тобако и така натака и така натака. Понатаму заради тоа што повторно ќе продолжам со ластик системот кој што вие прв го направивте на говорницата, а не бевте повикан. Велевте за општина Аеродром вака или така, па човек, вие посадивте прас во фонтана. Вие посадивте прас во фонтана во општина Аеродром. Па не знам после кој тоа го направи. Значи во една фонтана има посадено прас. И сега вие го кажувате тука како негативна тенденција. Ве молам, немојте. Понатаму го спомнувате Вонно. Кој побого го спомна Вонно? Ајде да зборуваме и за Вонно. 100 денари паркинг го да направите. Ништо друго не сте направиле на Вонно. Велите сакавте да правите скијачки терени. Да, зашто да не се прави? Имаше физибилити студија, се разговараше со коморите, го одобри. Ама кажете дека направивме и жичара. Кажете дека сакавме да направиме уште на готов проект, само требаше да се отвори тендер за изведувач од детска клиника до горе, не го направивте и тоа. Ни тоа не се направи. Понатаму, дали уште нешто не направи ова влада, вика немојте да кажувате. Добро, еве ќе кјутиме, вие правите што сакате. Еве уште еднаш да кажеме еден ваш голем успех, еколошка такса, сакате да направите за животната средина, литар гориво 4,13 денари по литар да го поскапите и сакате да воведете зелен данок. Тоа ќе го направите вие за животната средина. Ниту некој ве повика тука да излегувате, да кажувате дека некој лаже, сега се установи дека вие сте излажале, понатаму јас кажав мое видување на работите, како ние треба да се грижиме за животната средина. Ниту спомнав Вонно, ниту спомнав Аеродром, ниту спомнав Ден на дрво и така натака и други работи. Вие ги споменавте тие работи. Затоа ви кажав, се додека некој сака да ја искриви реалноста, да прави ластик систем, како што е вака во урбаниот сленг, кој ќе го повлечеш ластикот, секогаш тоа што го повлекуваш, што истата сила ви се враќа назад. Благодарам.